Почитуван потпредседател на владата на Република Србија, господин Расим Јавич, почитувани представници на медиуми. Мене ми е особено драго што денеска имавме конструктивен состанок со потпредседателот на владата на Република Србија и ова е почеток на долгорочно решавање на сите отворени долгорочни проблеми помеѓу двете министерства, помеѓу двете влади, особено во делот на разговорите кои што ги водевме во делот на земјоделството и на трговијата. Проблемот кој што настана во овој период беше причина да навистина една за секогаш отвориме еден интензивен и суштински диалог помеѓу двете влади и да конкретно се договориме како во понатамошниот период, во многу краток временски период, да бидат отстранети сите бариери, да бидат скратени сите процедури и во духот на Берлинскиот процес навистина да го отвориме овој диалог и да ја забрзаме комуникацијата и протокот на стока помеѓу и на услуги помеѓу двете држави. Од тој аспект, она што конкретно денеска го договоривме во делот на проблемот со брашното, да за брашното од 1 кг, 2 кг и 5 кг маркиците се лепат во Република Србија, а за останатото во Република Македонија. Меѓутоа, се договоривме да формираме комитет помеѓу двете министерства, односно помеѓу двете влади, кој што ќе ги разгледа сите овие прашања. Комитетот значи ќе расправа и за оправданоста на постоењето на вакви маркици кои што биле воведени на барање на стопанските комори и сега во согласност и на двете стопански комори, на стопанствениците од двете земји, доколку постои такво барање интерес, ние немаме проблем да пристапиме и кон укинување на самите маркици. Првата седница на овој комитет ќе се одржи на 14 март во Белград и таму ќе бидат отворени сите овие прашања. Во рок од 30 денат ќе бидат нотирани сите прашања помеѓу двете министерства, односно бариерите кои што постојат на едната или другата страна. Значи ќе се дискутира и за извозот на македонските производи, македонското вино, алкохол, тутун, земјоделски производи генерално, односно за сите бариери кои што постојат. Ќе се разговара за меѓусебното признавање на сертификатите помеѓу двете земји, особено заради тоа што во 2012 година се подпишани договори кои што во целиот овој период, заради тоа што се ставени на некој начин во функција, излегуваат вакви минорни проблеми кои што ги решаваме, но кои што денеска се причина за навистина на подолг рок да се посветиме на решавање на овие прашања. Тој комитет во рок од 30 дена ќе дискутира за овие работи, ќе дава решение и предлози и верувам дека во тие 30 дена и голем дел од работите ќе бидат надминати, односно овие бариери кои што се возможно во овој период да бидат отстранети, ќе бидат отстранети, а другите ќе ги дискутираме и на ниво на седница на влада, или пак доколку се потребни соодветни законски измени, секако дека волјата помеѓу двете страни за укинување на бариерите кои што постојат трговски помеѓу овие земји, изголемување и забрзување на протокот постои и верувам дека комитетот со една интензивна работа во наредниот период ќе понуди квалитетни решенија, особено во делот и во духот на Берлинскиот процес и на создавањето на единствениот економски простор, за кој што како држави сме обврзани, за кој што како држави и нашите премиери во целиот овој период, во овие неколку месеци, интензивно дискутираат од целиот регион, се со цел да пристапиме кон олеснување на сите овие процедури, односно сите овие бариери кои што постојат помеѓу двете земји. Благодарам. Тука сме, значи, за сите можни прашања. Тоа што ни го кажавте, министри, денеска, тоа значи дека увозот на брашно во Македонија од Србија сега по кои правила ќе биде од утре? До кого е прашањето? До 20, до нашиот министр. Океј, мислам дека бевме прецизни и јасни. За правилникот уште денес ќе биде изменет по делот на брашното од 1 кг, 2 кг и 5 кг. Вие ќе ги видите податоците, бројките,
и така натаму. И тие ќе останат по старо заради тоа што тука беа и силни аргументите, може да кажем, и на сите претходни состаноци кои што ги имавме со увозниците кои што се од Македонија. Поради и невозможноста да се лепат маркичките во отпосле. Значи тие остануваат во Србија за 25 и за 50 остануваат во Македонија. При тоа еден од заклучоците кој што ќе го прочитате и за кој што се согласуваме е засилената интегрирана контрола која што треба да изградиме и која што треба да функционира. Клучниот проблем во Македонија во последните 11 години, зашто тврдам, е нефункционирањето на институциите, на инспекторатот, на Агенцијата за храна и ветеринарство и неработењето по процедурите и по соодветните протоколи. Токму затоа во комитетот кој што ќе го формираме и кој што има точен термин на прв состанок, а тоа е 14 март, ќе бидат представниците на Инспекторатот за земјоделство, на Агенцијата за храна, на фито управата, на Царинската управа, се со цел да бидат и тие вклучени и алармирани, но и ќе треба да бидеме најасно дека мора да функционираат и да работат по закон. Така да, буквално, мислам дека овој мал проблем кој што настана не алармираше да многу покрупната слика ја погледнеме, да ги излистаме сите бариери кои што постојат помеѓу двете земји, а ги знаеме и по нашите препораки, односно сите оние кои што се нотирани од нашите стопанственици, од нашите стопански комори со кои што разговараме во целиот овој период, но и ги знае српскиот колега од нивната страна. И се согласуваме дека во духот на целиот овој процес треба навистина да се заложиме за укинување на бариерите и за кратење на сите процедури, дали е тоа чекањето на граница, дали е тоа процедурите на добивањето на соодветни анализи, признавање на сертификати и слично, а знаеме ги колку денови се чекаат и какви се процедурите, која е праксата во моментот. Но на клучно за кое што во претходниот период зборевме и алармирав во јавноста и разликите во брашното, во увозот, во издавање на маркици и во правење анализи е нефункционалноста на институциите на системот во државата. И ја праќаме таа порака која што мора да сме нејасно дека институциите, инспекторите мора да функционираат, при тоа никој не сме да помисли да ги отежнува, туку напротив, ние со сите овие обврски кои што ги преземавме, ќе ги олесниме, оваа размена, а се со цел да ја зголемиме купната размена помеѓу двете земји. Благодарам.